Висока е бројката на ново заразени лица и честа е фреквентноста на пациенти во амбулантите со новиот силен бран на коронавирусот. Сепак лекарите оценуваат дека генерално клиничката слика кај пациентите е полесна. Доктор Тимосије Јовановски, лекар по општа медицина, истакнува каква е симптоматологијата која најчесто се забележува кај новите случаи. Ситуацијата со коронавирусот и застапеноста во последниот период во месец јануари е значително зголемена, најмногу до сега, така што посетите во амбулантите е зголемена, но за среќа клиничката слика е полесна кај овој бран, претпоставувам дека е омикрон. Пациентите многу често и се вакцинирани, и многу често, не многу често, но дел од нив и повтор пат прележуваат, така што можеби полесната клиничка слика се должи и на тоа. Но сепак овој бран дава помала симптоматологија, помалку тешка клиничка слика. Клиничката слика започнува за разлика од претходните соеви со малку повисока температура од вообичаената во првите денови, дури до 39 до 40 степени, но тоа трае неколку дена и потоа се повлекува и најчесто се задржува инфекцијата и симптомите на горно-респираторниот тракт со затнат нос, со губиток на мирис, на вкус, болки во грлото и пациентите во главном добро го поднесуваат тоа и оздравуваат. Доктор Јовановски потенцира оти вакцинацијата е се уште најдобрата заштита од тешка клиничка слика и фатален исход од COVID-19. Вакцинирањето не значи дека луѓето не можат да се заразат, но сепак степенот на трансмисија се намалува, како и веројатноста од развивање на сериозни компликации од болеста. Најдобра заштита од смрт и од тешка болест од корона дава вакцинацијата. Целосната вакцинација со ефикасни дози со ефикасни вакцини, така што стравот кај населението или недовербата во нив не би требало да постои, затоа што без никаков сомнеш вакцините заштитуваат и го заштитуваат од тешка болест на корона. Иако нецелосно го спречуваат, го намалуваат степенот на трансмисија, што е многу битно. Но апелирам до сите граѓани, значи со оглед дека стапката на вакцинација во нашата земја во последниот период е загрижувачка, дури не постоечка. Тие што се вакцинираа во првите моменти се остана на тоа. Така што апелирам до сите граѓани кои што не се вакцинирани. Било дали имаат ризик фактори, хронични заболувања, се деца, малолетници, да се вакцинираат што поскоро со двојни дози, значи со целосна вакцинација, затоа што единствено така може да се надеваме на полесна клиничка слика и на непреоптоварување на здравствениот систем, што би довело до повторно до сериозни стапки на смртност кај заболените со коронавирус. Инаку вчера беа соопштени нови 1715 случаи на COVID-19 во земјава, регистрирани во последното деноноќие. Во Тетово, во текот на вчерашниот ден, имало 69 нови случаи.